Време е за вестите на К1. И во ова информативно издание ќе ги дознаете актуелните случувања од Вардарскиот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Она што го одбележа денешниот ден е тоа што тлото на Македонија не се смирува. Околу 13 часот и 18 минути во Велес се почувствува земјотресот кој го зафати Охридското подрачје. Според Европскиот сизмички центар, земјотресот бил со епицентар на 5 км северозападно од Ресен, на длабочина од 2 км. Почувствуван е во Охрид, Струга, но и во Скопје. Епицентарот на земјотресот е на 12 км од Охрид, односно 5 км од Кусел. Ова е најсилниот од серијата земјотреси во ова подрачје изминатиот период. Сега следуваат најавите за дневните настани и се враќаме веднаш. Останете на К1. Матичниот гинеколог на родилката Маја Кадиева денеска сведочеше во основниот суд. Во својата изјава рече, Кадиева имаше нормална бременост. Биено и ужасно малтретирано куче е најдено во новиот центар на Кавадарци, алармираше Кавадаричкото здружение за заштита на животните. Од 4 до 8 јули ќе се одржи 14-тиот интернационален фолклорен фестивал Велес 2017. Заврши владината мерка за исплата на субвенциите 6 денари за килограм предадени праски. Производителите и понатаму се соочуваат со проблеми, велат откупот оди од тежното, а топлото време го уништува родот. И понатаму очекуваат помош од ресорното министерство. Владината мерка за исплата на субвенционираните 6 денари за секој килограм предадени праски кај домашните откупувачи заврши пред 3 дена. Ама проблемот со откупот остана, велат производителите. Тие и понатаму не знаат што да прават. Откупот, велат, оди отежнато. Топлото време го доуништи квалитетот, па изминатиот викенд родот се откупували по неколку денари за килограм. Откупната цена ниту одалеку не им оди во полза на производителите. Велат за заработувачка повеќе не размислуваат. Почнати биле пресметките, со колку во минусно салдо ќе ја завршат оваа производствена година. Од Сдруженијето на овоштари за К1 телевизија велат дека во моментов се правело анализи, што понатаму очекуваат помош од ресорното министерство. За сега конкретна информација кој е планот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по однос на проблемот со откуп на праски немаме. Инаку годинава, праските кои традиционално завршуваат на рускиот пазар поради лошиот квалитет останаа во Македонија. Причина за тоа се лошите временски услови и ненавременото наводнување поради нефункционирање на каналот за наводнување. Тим на ВМРО ДПМН е заедно со поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски се сретнаа со жителите на селата Тимјаник и Дисен од Неготино. На средбата представниците од ВМРО ДПМН разговараа за проблемите на жителите од доменот на инфраструктурата, водоснабдувањето, комуналната сфера и слично. Со цел да се слушнат идеите и сугестиите на граѓаните, тимот на ВМРО ДПМН вчера беше на терен во селата Тимјаник и Дисен. Зоран Поповски, поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, ги слушна проблемите од доменот на инфраструктурата, водоснабдувањето, комуналната сфера на граѓаните кои беа присутни. Поповски потенцираше дека ВМРО ДПМН е партија која е постојано на терен со граѓаните и така ќе продолжи и во иднина. Тековните активности кои што се спроведуваат тука и во општина Неготино, за кое добивме позитивна оценка од граѓаните дека се задоволни, но исто така се појави и загриженоста бидејќи се работи за Лозарски крај, беше напомената и загриженоста за престојниот откуп на грозјето бидејќи може да представува голем проблем како што се соочија производителите на праски и на лубеници да не може да го продаат својот род. Затоа сме ние тука да им помогнеме, да најдеме соодветни решенија за да може нормално својот род и своите проблеми да ги отстраниме и да им помогнеме на населението. Поповски изјави дека во текот на овој месец ќе посетат повеќе општини и населени места со цел да се сретнат со граѓаните и да ги слушнат нивните идеи, размислувања за секојдневните проблеми, за да може ВМРО ДПМН како партија да им помогне во подобрувањето на квалитетот на животот.
Денеска продолжи судењето на осомничените лекари за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче во Гевгелиската болница. На денешното рочиште сведочеа медицински лица кои во критичниот момент биле во операционата сала, но и матичниот доктор гинеколог Митко Попкочов. Тој, одговарајќи на прашање на бранител на еден од осомничените гинеколози, рече дека родилката Кадиева имала нормална бременост. Дијана Иванова анализира. Во Велешкиот основен суд продолжи судењето на осомничените лекари за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче во Гевгелиската болница. Сведочеа медицински лица кои во критичниот момент биле во операционата сала, но и матичниот доктор, гинекологот Митко Попкочов. Тој, одговарајќи на прашање на бранител на еден од осомничените гинеколози, рече дека родилката Кадиева имала нормална бременост. Боледувањето и било издадено поради тешките услови на работното место, односно честите ноќни смени. За барањето на родилката бременоста да ја заврши со царски рез, тој рече дека тоа е резултат на патолошкиот страв кој таа го имало од породувањето со првото дете. Значи, нашиот матичен гинеколог го потврди тоа што јас во предистражна постапка и за време на судењето го кажав. Значи, мојата сопруга имаше страв од првата, не од бременоста, од првиот пороѓај, кога имавме компликации заради неекипираност на Гевгелиската болница. Вториот пат затоа инсистираше мојата сопруга за царски рез, што го потврди исто тоа што го кажав јас и нашиот матичен гинеколог. Кадие вели дека со сведочењето на доктор Попкочов паѓа во вода тезата на обвинетите дека Маја имала комплицирана бременост. Ги слушнаа потврдите на моите искази дека бременоста била окей. Докторот потврди од која причина било издадено боледувањето. Не дека имала компликации во бременоста, втора бременост, туку заради тешкотиите во работата, во ноќните смени и заради можноста за по-лесно да ги помине деновите од бременост. Судењето продолжува во втората половина од месец септември со сослушување на нови сведоци, доктори гинеколози, кои според семејството на родилката немаат никаква допирна точка со нивниот случај. Тие се сомневаат дека на овој начин се одолговлекува судскиот процес. Инаку Маја Кадиева почина на породување со царски рез во Гевгелиската болница на 22 октомври 2015 година. Полициска станица Неготино поднесе кривична пријава против ДР-51 и ДН-20, двајцата од Чашка, за сторено кривично дело фалсификување пари. Пријавените на 3.5.2017 година со патничко моторно возило Opel Astra, управувано од такси возачот ГП од Богданци, се превезувале на релација од Гевгелија до Неготино. За извршената услуга, ДР му платил 1200 динари на такси возачот, од кој едната банкнота од 1000 динари била фалсификат, а потоа при извршен преглед кај истиот била пронајдена уште една фалсификувана. Продолжуваме понатаму со хроника. Убиено и ужасно малтретирано куче е најдено близу маркет во новиот центар на Кавадарци. Алармираше Кавадаречкото здружение за заштита на животните. Случајот до здружението го пријавило девојче кое било згрозено и вознемирено од страшната гледка. Тие бараат да се стави крај на ваквите безмилосни убиства. Кавадарчани, имате ли чувства? Што се случува? Ова ли е гледката која сакате да ја гледаат вашите деца, соседи, вашите познаници и сограѓани? Зошто? Овој статус со 2 грозоморни фотографии го објави вчера вечер Здруженијето за заштита на животните од Кавадарци, Ани Миреино. Кучето било најдено мртво, а од фотографиите се гледа дека било брутално малтретирано. Најдено е близу маркет во новиот центар на градот. Случајот до Здруженијето го пријавило девојче кое било згрозено и вознемирено од страшната гледка. Од Здруженијето Ани Миреино прашуваат, зарем ова животно заслужува вакво изживување и кој може да ја издржи оваа суровост и болка. Во телефонскиот разговор со председателката на Здруженијето Ангела Лазова дознаваме дека случајот против непознат сторител ќе биде пријавен во полиција, а исто така ќе бараат и видео снимки од камери доколку има во непосредна близина на таа локација со кои би дошле до некаков доказ.
Лазова вели дека ова не е прв случај на брутално убивање на кучиња. Изминатиот период имаше голем број на отруени кучиња, како и убиства со бесење или насилно избодени со нож. Кавдаречкото Здружение за заштита на животните бара да се стави крај на ваквите безмилосни убиства. Според измените во Кривичниот законник, доколку некој малтретира животно, предвидена е затворска казна од 1 година. Советот на општина Демиркапија ја одржа 41-та седница на која беа разгледани и усвоени 17 точки од дневниот ред. Повеќе за седницата во прилогот што следува. 17 точки од дневниот ред беа разгледани и усвоени на 41-та седница на Советот на општина Демиркапија. По разгледувањето на првата точка од дневниот ред беше донесена одлука за детален урбанистички план за земјоделско стопанство во Демиркапија. Беа донесени одлуки за утврдување потреба за поставување на урбана опрема, начинот и постапката за издавање одобрение за поставување урбана опрема и одлука за утврдување стандарди за поставување времени објекти и урбана опрема на подрачјето на општина Демиркапија. Исто така беа усвоени и беа донесени решенија за давање согласност на статутот на ИКП Бошава Демиркапија, решение за давање согласност на извештајот за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Бошава за периодот од 1.1.2017 година до 31.3.2017 година. Решение за давање согласност на планот за дополнување на годишниот план за вработување во 2017 година на јавното комунално предпријатие Бошава Демиркапија, а пак за решението за разрешување и именување на членови на управниот одбор на јавното комунално предпријатие и решението за разрешување и именување на членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното комунално предпријатие Бошава. Беа донесени одлуки за продолжување на мандатите до новите локални избори. По разгледувањето на 9-та точка беше донесена одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на огревно дрво. Наредните 6 точки од дневниот ред исто така се однесуваа на донесување решение и тоа за одобрување финансиски средства за изградба на параклис на Света Петка во Демиркапија, решение за одобрување финансиски средства на местната заедница во село Дрен, решение за одобрување финансиски средства за санација на црквата Свети Никола во село Клисура, решение за одобрување финансиски средства на Сдруженијето Спортски клуб Богородица од Демиркапија, решение за одобрување финансиски средства за организирање на традиционалниот Петровденски турнир во мал фудбал Бистренци за 2017 година и решение за одобрување финансиски средства за покривање на трошоци за отстранување на времен објект. 41-та седница заврши со разгледување на барања од физички и правни лица и советнички прашања. Утре стартува 14-тиот поред интернационален фолклорен фестивал Велес 2017 и ќе трае до 8 јули. Младинскиот парк и годинава ќе биде местото каде 24 ансамбли ќе ги представат своите автентични традиции и култури. Катерина Нацева со деталите. По 14-ти пат Велес ќе биде домаќин на Интернационалниот фолклорен фестивал 2017. Од 4 до 8 јули, љубителите на традиционалните песни и игри ќе имаат можност да уживаат во богатиот и разнолик репертоар. Младинскиот парк и годинава ќе биде местото каде 24 ансамбли ќе ги представат своите автентични традиции и култури. Велес уште еднаш ќе потврди дека е град на мостови на пријателството, мостови кои обединуваат и градат трајни врски меѓу народите. Свеченото дефиле ќе започне пред ученичкиот дом Лазар Лазаревски во 19 часот. Свеченото отворање на фестивалот е во 20:30 часот во амфитеатарот во Младинскиот парк. Сите фестивалски вечери во периодот од 8 јули ќе започнуваат на истата локација во 20:30 часот. Со исклучок на саботата 8 јули, кога свеченото затворање на фестивалот е планирано да започне половина час порано, тоест во 20 часот. Во случај на неповолни временски услови, фестивалските вечери ќе се организираат во спортската сала Гемиџи. И годинава не изостануваат гостите од странство. Покрај 12 македонски ансамбли на фестивалските вечери ќе учествуваат и 12 ансамбли од повеќе држави. Годинава граѓаните на Велес и Македонија
ќе уживаат во песните, ората, танците и традициите на ансамблите од Хрватска, Црна Гора, Србија, Бугарија, Романија, Словенија, Полска, Австралија. Воедно ќе имаат можност да го прослават и настапот на два ансамбли од една источноевропска земја, кои се изненадување на ова издание на фестивалот. Бидејќи дел од ансамблите се представници на етничките малцинства во нивните земји, ќе имаме можност да ги проследиме и традициите на Литванија и на Унгарија. Иако фестивалот е меѓународен, нема надпреварувачки карактер. Јаневски вели, целта е презентација на фолклорот на сите земји учеснички, кој воедно е и мост за промоција на македонската култура и традиција. Организаторите се покана до сите граѓани и оваа година масовно да ги посетат 5 фестивалски вечери. Високите температури го забрзаа зрењето на пченицата, но се претопли за јачменот, чие зрно пред време почнува да паѓа. Жештините веќе зедоа дел од родот на житото. Агрономите предупредуваат дека за пролетните култури е потребно да се зголеми наводнувањето. Во продолжение станатите вести од Македонија. Можностите за придвижување на разговорите меѓу Македонија и Грција во врска со спорот што ги блокира евроатлантските интеграции на Република Македонија беа тема на разговор на денешната средба помеѓу претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц. Во наредните месеци не треба да се очекува драматичен напредок во однос на прашањето за името, туку придвижување на процесот преку засилен контакт меѓу Македонија и Грција, истакна Нимиц. Поминаа 3 години од моето последно доаѓање тука и можам да кажам дека воопшто не е лесно да се фокусираме на овој проблем. Меѓутоа се чувствувам охрабрен дека проблемот почнува да оди во друга насока. Тоа се однесува на регионот, ова е навистина важно прашање за Обединетите нации, а секако и за оваа земја. Имавме конструктивни разговори со премиерот и со министерот за надворешни работи. Така што можам да кажам дека во моментов има сериозен интерес за решавање на проблемот со името. Премиерот Заев на средбата со Нимец демонстрирал пристап на отвореност и решавање на проблемите во интерес на граѓаните на Македонија, соопштува владината пресслужба. Јас и владата на Македонија сме определени кон чекори што ги решаваат проблемите на граѓаните на Република Македонија. Затоа водиме инклузивни политики и така ќе биде и со решавањето на ова прашање, што ќе го водиме исклучително транспарентно, а не затворено како досега, само преку државен консензус со опозицијата, со парламентот, со претседателот на државата и со граѓаните на Република Македонија. Истакна премиерот Заев. На средбата заеднички е заклучено дека евроатлантските интеграции се потребни за стабилноста и безбедноста на целиот Западен Балкан, но и дека тоа ќе придонесе за потребните економски развој на државите и подигање на квалитетот на животот на граѓаните. Оценето е дека постои позитивна клима за нов импулс во развојот на добрососедските односи, преку чекорите за зголемување на довербата меѓу државите, што може да придонесе и во продолжувањето на процесот на преговори, стои во соопштението од владината пресслужба. За сега нема најава за други средби на специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите за името со други лидери на политичките партии. Топлотниот бран која зафати Македонија го забрза зрењето на пченицата, но се претопли за јачменот, чие зрно пред време почнува да паѓа. Жештините веќе зедоа дел од родот на житото. Проблемите со лошото време кое го следеше развојот на житото остана, а со нив и недоволно развиените и недоволно високи стебла кои се ниски за комбајните, а големите се и штети од јаката зима која не дозволи нормален развој на вегетацијата и го преполови бројот на зрната во класието. Првите резултати од жнењето покажуваат дека има приноси кои се далеку пониски од просечните, а и квалитетот на родот е послаб. Промената на времето и дождот по жештините краткотрајно ја прекинаа жетвата и ќе ги намали температурите барем за неколку дена, а понатаму според метеоролозите повторно ќе растат. Ваквите температури бараат и поголемо наводнување за да се спасат пролетните култури кои се во фаза на развој кога им се потребни големи количества на влага во почвата.
Продолжуваме понатаму со случувањата од цветот на грчкиот остров Лесбос. Во јуни се регистрирани најголем број нови бегалци и мигранти во споредба со другите месеци од 2017 година, соопшти Генералната полициска управа на северниот дел на Егејското море. Според податоците на островот, минатиот месец пристигнале 940 бегалци и мигранти, во споредба со 456 во јануари, 252 во февруари, 336 во март, 281 во април и 534 во мај. Во јуни пристигнале 309 мигранти наспроти 324 во јануари, 275 во февруари, 825 во март, 505 во април и 948 во мај. Останатите информации од светот во продолжение. 5 мина кандидати се во трка за нов председател на најголемата опозицијска партија на Албанија. На конгресот закажан за 22 јули, Демократската партија ќе го избере новиот председател. Меѓу кандидатите е актуелниот лидер Лузим Баша, кој 3 дена по поразот на парламентарните избори, одржани на 25 јуни, ја замрзна лидерската функција до одржување на конгресот. При престрелка кај џамија во јужниот француски град Авиньон повредени се 8 лица. Првичните информации се дека 2 лица кои во моментов се во бегство пукале во луѓето кои што излегувале од џамијата по синоќешната молитва. Настанот се случил околу 22 часот и 30 минути, а француската полиција ја отфрла можноста дека станува збор за екстремистички напад, оценувајќи дека веројатно случајот е поврзан со расчистување на сметки помеѓу млади лица. Агенцијата ТАС пренесува дека повредени се 4 лица кои стоеле на улицата кај џамијата, како и едно 4-члено семејство кое живее во близина на Авиньон. Денеска имавме променливо и свежо време со локални врнежи од дожд проследено со засилен северен ветер. Дневната температура се движеше од 19 до 29 степен, а УВ индексот имаше вредност 6. И утре ќе дува повремено засилен северен ветер, а ќе почне и период на стабилно време со постепено покачување на температурата. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието и останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!